Ништо. А грешивме работа. Го направи мајка ми Ајваро шо направи. Рече на една тегла да го проба. Земање аста теглата, вистина го проба. Цела тегла оте. Дип лево не беше пресен. Ако беше лево пресен и него цел ќе готе. И кашкавал 200 грам. Некој јајце од страна саламче, маламче, еве ти 2 кила плюс. Зато е терсенето Ајваро. Иначе убав е зуб. Ама тоа брат, секој со мака. Некој ќе го мачи килажата, ќе се дума како да јади шо сака, ама не се здебели. Некој ќе мачи немаштијата, ќе се дума како да јади и да пие тоа што сака да јади и да пие и да фрла пари на цигари, на алкохоли, а да му стигнат пари за се остане. Некој бога ми ќе го мачи шо мислат други. Како тој со цела немаштија да направи другите да мислат дека тоа е мафијаш. Мислевте завршивме со мафијашите дека за Ајваро зборна? Не бе бате, ќе направиме уште една епизода, па шо сака нека. Пошто сето тоа што го прати очаен повик за внимание. Ние сега ќе му го дајме. Можда нема да е вниманието што тие го сакат, ама знаеш како? Кој те праша бе бате? Така, кај добиваш внимание уште ќе се буди бе. Така што ајде да си пуштиме шпица ние и да продолжиме на тему мафијаши и како да ги позна. Ајде бате, пуште. Една од работите по која долго време беа познати тие квази мафијашите, парче облека што ден денес се носи и ми се чини вечно ќе остани, е рамбовката бе бат. Рамбовка бе мајца на прерамки, бела поможна. Рамбовка се вика и Рамбо во филма носеше кој тепаше сите. Па после почна раперите 50 Cent ја носеше. Па почна по овие ране мане филмоите и носат и толку му требаше на народот. Ако Рамбо ја носи, 50 Cent ја носи, и на крајава клај некој од соседството, готово бат. Ти тука можеш да го носиш нешто до 200.000 години унапред, не е битно. Толку и во светот не е битно, а во соседството го клад, готово, хит. Па особено беа хит едно време не овие обични на прерамки мајци шо бе. Евате туку вака како на кимоно и од позади едно парче вака лопатките да ти бидат голи. Вака назад. По чупињата што носат обично. Ако имаше по-невкусно нешто од тие мајци, еве, единствен начин по-невкусни да бидат бе ако има некој трајбол на нив или некој змеј нешто. Ама тогашните тему мафијаши ги обожаваа мора. Ден денес ги носат. На тренерка навлечка не е битно. Само што ден денес поке не се Рамбо, туку се Роки. Ги обожават исто како што ги обожават тетоважите така. Трајбол тетоваж. Ако има по-мафијашко нешто од трајбол или змеј некој црн исцртан обледен, еве ја. По-мафијашко то може JNA да биде овде или Котва Клаен. Ако никогаш не бил Морнар, нема врз. Попај носеше Котва и тој Котва ќе носи од тие Попај. Денешно време кој стигна шо стигна ичкрта. Така што не менва многу, ама пак кој видиш трајбол на некој ичкртан, тоа е. Тие додуша се викаат трајбол, не трајбол. Во смисла племенски тетоважи или тетоважи од одредени цивилизации во светот. Ама ние пошто не тркаламе многу јазиците, некој негде слушнал трајбол и трајбол се завика, готово. Ко не баре пробај топка, трајбол. Дури преводот му е мафијашки. Друго пошто можеш да и познаеш овие мафијашите од Алиекспрес и по колата што ја вози. Значи ако вози БМВ, се шалам, се возат овие мафијашите кај нас. Од 2005 година надолу се возат. Како рековме минатата епизода? Ке си влези на Алиекспрес или на Тему и ќе си нарача брани, лесничиња некој нови, светла додатни, ќе му лупни халогенки место тие обичните, ќе му отрошат акумулатор. Ако на таја пара не е проблемат, ти акумулатор ќе смени то. Или си купи полнач, ќе си го полни дома секоја вечер, не е проблем. На крајот на денот не е ни битно шо вози, мафијаш по возењето се познава. Ви текнува за возачите кои зборавме, кои кажувавме оние вака шо возат, кога тарашва нешто. Гледаш седиштата овде, глата измеѓу, вака заста. Тие се мафијаши. Ни жмигавец дава, нити знаци тркал. Ќе земи на булеваро правка шо може да вози 50, колку што е ограничено ќе ти вози 10. Оти ќе речи, мафијаш е тој бе бат. Его така му се може во душата. Оти тој ако сака, ако треба, шо треба, така. Ту сме веќе кај бавно возење по булевари. Се враќаме наш од свирка ноќта. Кузне од кој град сидев битно, отепан, преморен, брзам да стигнам дома, си ја видам жена. Стигнувам по булеваро, возам, гледам некој се влечка во леватален. Абе со нула. Му блендирам, не се трга. Блендирам пак џабеват и нормално толку требаше. Се изнервирав, давам десен жмигавец, поминвам одесно да видам кој се вртам. Жена ми му се пријадило на госпожата и знаеше дека идам гладен. Излегла купи нешто, ама се вози ко мафијаш, лупната музиката внатре, до 10 на сат по булеварово леваталента и кој сака што сака нека прави. Додуша немаше возила, само јас и тавевме. И да беше некој друг може ќе речев нешто, ама пошто е жена ми и пошто јадење ми купува, кој сум јас да кажувам така? Значи и дома си имам од тие мафијаши. Си мислите ви? Исто така тие мафијашите што возат по улички. На булеваро може се влечка, ама го е влези во некој тесни мали уличиња, мисли последно е готово, Гран При Монако. Фише, а на прав пат се
влечка. Единствено може да брза на прав пат ако се сили за некој чупе, мафијаш ако се прави. Или исто така ако види семафор. Оти не знам шо е мерако, ама видат семафор овие мафијашите, ја стапнува колата брзај, после кочи пред семафор. Демек сега сквичи гумата, готова. Мафијаш поголем од тебе нема во градот. Ами не мора да кршиш колата, ќе почнат да квичат кочниците сами, сакале некел. Ќе квичи, ќе чкрипич да не се секира. Особено ако е така повозрасно возилото за женење да речи. Ако не сквичиле досега, кај да е тука. Друга работа по која можеш да познаеш мафијаши, исто така фризура. Порано на пример тие што сакаат да мислат луѓето дека се мафијаши се орепва, како в затвор што те орепва. Машинката нуларица, не знаејќи дека кај да е во животот сакал некел нуларица ќе мава што ти ќе испадни коса. Денешно време овие од тему мафијашите, абе го ќе настегат некоја фризура, мислиш последно е брат? Мислиш модел ќе го пуштаме негде? Поќе пари и време месец отроши на фризурата, ќе отроши да направи нешто квалитетно од себе си, ба нема врска. Мафијаш тој му се нема тој што да прави, тој за него ќе прат луѓе. Тој битно ќе намести фризурата, ќе ја залижи и сите за него ќе работат автоматски, нема проблем. Пиши го газда од. Исто така порано мафијашите се познаваја по работите што ги оставаја на маса кој седне нака. Новчаници, телефони најнови на кредит, клучоите од кола, од дома, од нужнико, клуч небитно, што поќе клучоите газда поголем. Мафијава. Денешно време на маса не можеш да видиш тие работи и тука си чуват близу срцето. Оние така што се носат, што се малце така, не многу нежни, веселки или како ги викаја нека, или на П да не беше. Оние бе тука клучој, цигарина, све внатре што носат, оти не можат тие во џебоите и клатоти. Но тесни фармерките се неубо изгледачу. Оти тие џебоите во фармерките за украс се клае. Не можат во задниот џеб да и клатоти ќе му се расипи облик. Ме сваќаш оти тоа е многу битно е облик. Јас што се чудам ко носат тесни фармерки, нормално е кај му е битно облико како. До толку се мафијаши што битно му е тоа како изгледа. Многу мафијашки момент. Исто така ако саеш да си мафијаш, мора цигари да пушти. Оти сите мафијаши во филмоите едно-две цигарата запалија павка и со цигарата. Тоа не дека е за драмски ефект направено, нема врскава. Тоа е едноставно многу мафијашки, ти што мафијаш си ако не. Шо човек си ти ако не преш такви работи да пушиш, да би шо човек? Зашо живе? Оти живото во цигари и во алкохолот да не заборај. Тоа е мафијашки, и другото не е мафијашки живот и бизнис, нешто пари, не бате, цигарите, алкохолот се мафија. А најголемите мафијашки потези на светот што постојат. Значи најголем мафијаш од тем во светот си, ако клаиш слика на социјални мрежи од некој мафијаш. Тогаш си бате мафијаш, поголем од те мафијаш не постои. Тој што клаваш на сликата, па тие сте луѓето во свет. Значи тоа е еквивалентно на Господовото спасение го напишиш амин во коментар негде. Исто скроз исто како го ќе клат на пример чупињата слика од некоја позната личност, некоја лепотица и демек јас сум ова. Тоа е потек на женски мафијаш. Тоа ти е исто бе бате како ти да си човек, ако клаиш Ал Пачино ти си тој готов. Нема друг. Се што треба уште да напишиш во описот, The Ice Chicho They Never Lie. Чико е тоа, ма нема врска, Чичо ќе си го прочитам. Очината Чичо не лаже. Го пиша тој готов. Ти си најголемиот мав, никола ти треба, ни алишта брендира, ништо не ти треба. Клаваш сликата и готов. Единствено може бонус поени да ти дојси ако приклеш слики од коли некој брзи бесни. Тие најголем левел на мафијаш. И ти после се чудиш како стигнавме на ова да речи. Вака стигнавме, пријатели. Не е за чудење, за плачење работата, ама добро, ај. Треба да се смееме на емисијава, не да плачиме, така што тука ќе ја решиме денешната епизода. А мислам дека достамо и на темата мафијаши, пошто многу време и внимание му посветив. Не за друго, не ме сватат сериозно, не мислат стварно дека ги фалам па да сисилат што поќе да ги има. Така што толку од мене за денес. Гледаме наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.